Џудото е достапен спорт за секого. Со редовна обука и развој на координација и реакција во текот на обуките се стекнува одлична дисциплина, но и се формира и зајакнува личноста и нејзиното здравје. Џудото е инспирација која ве води како идеја на џудо турнирот до крајниот исход, без разлика колку противници имате. Таа идеја се појавува и исполнува и понесува, нуди безброј тренинзи од кои може многу да се научи, а ентузијазмот е голем. Така е и во ново формираниот џудо клуб Осака од Прилеп, од каде се носат со мислата дека таму каде треба да се оди е на победничкиот пиедестал. Младите се надежта на џудото, а ветераните се бесценното искуство на џудото, вели главниот тренер Маријан, кој најавува и вистинска борба за медали веќе на првиот презив на членовите на клубот. Јас сум Маријан Димевски, главниот тренер на џудо клубот Осака, кој е регистриран веќе 2 недели. Имаме 16 деца, активни членови. И првиот турнир ни е на март 9 во Срењанин, што имаме 4 такмичари. Од тие 20 ќе биде Леони Теодора со црн први дан и 2 машки деца со жолти појаси. И очекуваме медаља. Препораката е едноставна. Имаме тренинг секој ден од 8 на вечер. Тоа е над кам. Над кам тоа е втори спрат. Од 8 на вечер, понеделник до петок и во сабота од 11 на Савајле. Со значи имаме 6 тренинзи секој ден. Може да идат деца од 10 години па нагоре. И членарината е бесплатна, што не треба воопшто пари, кимона има, му се дава на децата, тоа е голема предност. И очекуваме стварно голем одзив, пошто ние работиме друг стил на џудо, не е класичниот џудо, него реверс џудо се вика, сушикан џудо, што многу е редок во Европа. Сепак ви посакувам, кој сака слободно може да дојди, дури и од старите ветерани. Еве тука имаме слика првите ветерани кои што се во Прилеп. Тоа е Чатле, Ѓорѓи Чатлески, Славе Димитриевски, Маке Спирковски и Елизабета Суладжиовска, а таа е првата девојка во Македонија што тренира џудо. Зборуваме за 1973 година. Тука се моите медали. Овие се медалите што ги постигнав на Американскиот клуб, медалја на Панамерикански игри, на Балканско првенство и едната е диплома за мастер сансеј, што многу ретко ја има во Америка. Иначе живеав 40 години Америка, тренирав џудо таму, постигнав изводрени резултати. Само тренерите со големо искуство и одличните џудо борци кои постигнале врвни резултати можат да ја сознаат разликата и важноста на инспирацијата и мотивацијата и нивната важност во надминувањето на локалните успеси. Така и со нашата Теодора, која долги години е блиска со татамите и успесите на нив, а сега своето искуство веќе го пренесува во џудо клубот Осака. Здраво, јас сум Теодора Димевска, дел од новиот клуб џудо клубот Осака. Се надпреварувам и сега му помагам на тренерот, како помошник тренер. За сите кои сакаат да бидат во џудо клубот Осака, ќе научат прво да се почитуваат, второ да бидат успешни луѓе и пред се врвни спортисти. Јас се занимавам со џудо веќе 15 години, носител сум на црниот појас прв дан, државен првак веќе скоро 15 години. И за новите членови можам да препорачам дека успехот ќе биде загарантиран заедно со мојот тренер Маријан и јас како помошник тренер. Децата кои ќе се зачленат во клубот ќе научат дисциплина пред се, нови техники, ќе се запознаат со боречките вештини. Еве сега во моментов децата ја работат техниката Ипон Сео и Наге. Значи тоа е начин на фрлање. Можете да видите. Јас сум Леона Настовска, тренирам џудо, имам прв дан црни појас, тренирам околу 13 години, тренер сум во џудо клубот Осака,
Сите тие кои што сакаат да вежбаат џудо, слободно да повелат да дојдат. Повелете, дојдете и вежбајте со најдобрите во џудо клуб Осака. Џудото не е само спорт, туку и патување до целосен раст и развој кај младите и носи многу предности само од физичката активност, а се разбира и успеси кои доаѓаат сами по себе. Judo is the soft way. Judo is not just sport, this is art and spatial discipline and spatial philosophy and very fair play, and is very important if you are, as example, 50 kilo, you can winning anybody with 90 kilo because this is technical. This is very important. Many young peoples, many students, we will testing and we will make a training with them that they have adapter the philosophy and the art of judo. Џудо клубот Осака од Прилеп е новина во градот. Младоста и искуството веќе делуваат секојдневно со макотопни тренинзи и предизвици кои допрва престојат. За оние кои сакаат да ги осознаат тајните на овој спорт, тогаш тренинзите се добре дојдени во џудо клубот Осака, каде членарината е бесплатна. Ако е Прилеп центар на џудото во земјава, тогаш ова клубско освежување нека биде ново место за тренирање, за екнување на личноста и самодовербата и секако дружење кое го поткрива надпреварувачкиот дух. Дојдете и тренирајте во џудо клубот Осака.